Предлогот на синдикатите за пораст на минималната плата на 30.000 денари со откажување од придонесите на зголемената разлика од страна на владата за аналитичарите е нереален. Тие велат дека синдикатите пред да побараат нешто треба да направат детална анализа како и за колку ќе се оштети државната каса за да се оствари замисленото. Коментираат дека буџетот не е буре без дно и вакви замисли треба да одат рака под рака со детални калкулации. Верувам дека средствата минималната плата не е доволна за издржување на едно семејство, но тоа не значи дека дека државата постојано треба да вади собствени средства за да може да го поддржи тоа барање. Јас повеќе би се фокусирал кон поддршка во инвестиции, во поддршка кон развивање, поголема продуктивност, но не поддршка кон плата. Поголемото зголемување на минималната плата мора да се одвива паралелно со зголемувањето на продуктивноста. Инвестиции во стручното образование, во модернизација на технологијата, во иновации, вештачка интелигенција се само дел од препораките како да се направи тоа. Треба да направиме нова прекласификација на работници во оние дејности кои се профитабилни. Дали е тоа информатичката индустрија, дали е занаетите, финансии, контролинг, банкарство. Дали треба да направиме и прекласификација во земјоделско производство? Пекевски предлага плаќање по час или така наречена саатнина за секој да заработи онолку колку што ќе сработи. Колку повеќе сати, толку повеќе поголема плата ќе имаш, соодветно на работата што ја работиш. Не може ти со 4 сати, ни 4 сати ефективна работа да земаш полна плата или платена како за 8 сати. Вештачкото зголемување на платите над растот на продуктивноста дополнително ќе ја подгрее инфлацијата. Според дел од аналитичарите, легитимно е работниците да бараат повисоки плати, но треба многу да се внимава на растот на инфлацијата, бидејќи тој потек само ќе ги изеде платите. Токму такви биле и препораките од Меѓународниот монетарен фонд. Ке направи притисок, затоа викам. Затоа ММФ дава коментар дека треба да сме внимателни со порастот на минималната плата во овој период сега. Да не е легитимно да побараме, но треба да бидеме внимателни тука и да ги следиме тие препораки на минималната плата да се направи една поголема дебата. Минималната плата сега изнесува 22.567 денари. Таа треба да се усогласи во март и според законските пресметки, зголемувањето би изнесувало околу 1.800 денари или минималецот би се искачил на 24.400 денари.